Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со професор доктор Игор Пеев, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија, магистар Розалија Секуловска, психолог и психотерапевт, и пеачката Вики Евтимова. Останете со нас до 11 часот. Така, јас сум нозето. Еве на назад во студиото, драги гледачи, со нашите гости кои што уште од рано наутро ги најавивме и ветивме дека ќе имаме одлична емисија со тоа што ќе одбележиме и меѓународен ден на семејството, но ќе отвориме и многу други теми кои што се важни за сите нас. Денеска во студиото ваши домаќинки сме јас и мојата колешка Вера Верче. Добро утро за. Добро утро, Милена, ти благодарам. Верувам дека ете одлично се разбудивте со нашите гледачи уште рано наутро од 6:45, така ќе биде и во овој дел по 9 часот со нашите гости. Ние не сме се виделе, односно пред празникот Великден, па еве моменти во живо и јас да ви го честитам, честите Великден, те убаво заедно да ни е за сите, за здравје. Верувам дека денеска ете убаво ќе се дружиме, навистина повторно имаме одлични гости кои што ги спојуваме на една трпеза, со кои што ќе позборуваме сето на кои што ти е професионално во работата и верувам дека ќе го задржиме вашето внимание, па Миленче да си ги поздравиме уште еднашка. Така е, Верче. Точно да, ти се немаш видено со нашите гледачи, не знам, велика среда, нешто така беше, да, но ете денес имавме можност да погледнеме еден твој прилог со Ана Митевска, преку кој го одбележавме и денот на уметноста. Денеска некако имаме убави поводи за славење. Среда среќен ден. Баш така, како што велат постарите и незалудно го кажале тоа. И како што споменавме, имаме одлични гости кои што ги слушнавме пред малку во форшпанот, но ќе ги најавам уште еднаш и ќе земам длабок здив, затоа што за професорот и докторот кој што го имаме треба повеќе титули да се кажат. Машко не едно машко, па мора да, нели? Така, како што треба да биде. Така. Професор доктор Игор Пеев, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија на Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија, исто така и председател на Сдруженијето за естетска медицина. Професоре, докторе, добро утро, добре ни дојдовте. Многу сум среќен што сум меѓу волку дами и пред великденски вакви амбиенти пред мене, така да ви благодарам на поканата. Се надевам ќе имаме едно благопријатно муабетење од Сабајле со кафенце. Верувам дека ќе биде така, да. Великден се уште присутен и тука во нашето студио, како е до Спасовден, се поздравуваме, нели, со поздравот Христос воскресе, навистина воскресе. Магистер Розалија Секуловска, која што е психолог и психотерапевт од мојата десна страна, многу добро позната на нашата публика, но некако во последно време ние доаѓавме кај вас и мислам дека редно време беше да ни дојдете повторно во студио. Како сте? Супер сум, во прекрасно друштво, благодарам на поканата и верувам дека убаво ќе биде денес. Така, ние во некој цветен аранжман. Пролетно, така е. Верче со нашата трета гостинка во розево и професорот на средина, Вики Евтимова, млада, надежна пејачка на нашата музичка сцена, денеска во нашето студио, која што има навистина многу што да покажува и докажува и понатаму. Вики, добро утро, добре ни дојде прв пат во Здраво Македонија. Добро утро и до вас. Фала ви за поканата. Многу ми е мило и пријатно што сум овде со вас и што заедно сме во ова утро со нашата публика. Така. Малку рано ве разбудивме денеска. Докторот навикнат, веројатно, можеби и Розалија исто така, но за помладите, па и посебно оние кои што се бават со музика, можеби не толку им се станува во 7 за да се подготват и да дојдат во емисија, ама верувај дека ќе биде прекрасно и ќе се видиме повторно во нашето студио. Она што го кажав на самиот почеток, Розалија, ете со вас сакам да започнеме, бидејќи денеска се одбележува меѓународниот ден на семејството. За семејството се вели дека е една основна клетка, една основа за секој човек, за едно општество, па би сакала малку повеќе да ни кажеш колкава е важноста, дали всушност ја сваќаме важноста на семејството во денешно време? Убаво кажавте, семејството е основната клетка на општеството, на еден систем. Самото семејство е еден систем кој што во себе содржи нели поединци, па самото семејство повлекува други системи од двете страни, од страната на мајката, од страната на таткото. И ако гледаме се тоа системи во еден голем систем кој што се нарекува општество или држава, како основна клетка на општеството, семејството е многу важно. Меѓутоа можеме да забележиме дека низ годините како да нешто се менува во семејството,
Ако имало матриархат, патриархат, и ние сме растеле, знаеме да кажеме, во некое друго време, младите сега растат во некое друго време и други семејни вредности и динамики кои што се случуваат во семејството, така да и ова денешно семејство претрпува некои промени и верувам дека тоа нема да биде во однос на исчезнување, туку имам ја некоја моја филозофија кон што ќе се движи, меѓутоа семејството е нешто најважно за една индивидуа, каде што таа, кога ќе дојде дома во своето семејство, би требало да се чувствува безбедна, опуштена и таму да има безусловна љубов. Тоа е родителската љубов кон детето, меѓутоа и детето безусловно го сака и го прифаќа родителот онаков каков што е. Така, преди официјално да започнеме емисијата, откако ја начнавме малку темава, ја спомнавме и Вики како една од гостинките денешни, како представник на помладата генерација. Дали вете вашето искуство, Вики, можеш и ти своето искуство да си го кажеш околу тема семејство? Како може би сега се размислува, дали се многу променети работите, Розалија, во однос на 20-30 години? Еве имаме спојна повеќе генерации тука и сите имаме различни можеби гледишта на оваа тема. Вики? Не знам, пак ќе кажам, еве, јас сум растена и пред се живеам во едно многу складно, многу хармонично семејство, каде што има пред се разбирање, бидејќи моите сета, можам да кажам, повозрасни и ги држат тие некои стари стандарди, почит, љубов. Но не знам, јас за жал, моментално, мислам дека како и многу работи, така и семејствата, не знам, некако ништо не трае долго па ни вечно. Мислиш дека се како дисфункционални, дека некако да, моментално некако вредностите се паднати и изгубени и за жал мислам дека ние луѓето генерално си бараме правдина во се и дека не можеме да поднесеме или издржиме нешто, некоја тортура која што се врши над нас и дека многу побрзо ги кршиме оние правите нешта. Зборуваш да речеме за твојата генерација со оние твои врсници во кои што ти си во контакт, нели секојдневно и од разговорите кои што ги водите меѓусебно? Генерално да. Понашто го слушнав прилично зрело размислување за 21 годишна девојка. Розалија, можев да забележам дека да се климам со главата. Да, дека се согласувате. Во наше време, кога ќе кажам како 100 години да има, родителите и некои, значи лекари, професори, наставници, сето тоа беше авторитет. И ние го прифаќавме туку така. Тоа е авторитет. По дефолт. Да. Некако слес. На возрастниот ќе му кажеш добар ден, ќе му кажеш пријатно, ќе го испочитуваш и така натаму. Меѓутоа, овие генерации кои што сега ги спомнавме, тие не го прифаќаат авторитетот како така по дефолт тоа е авторитет. Авторитетот кај вас треба да биде заслужен, да си го добие местото на авторитет. И затоа младите генерации некако се бунтуваат на тие авторитети и не прифаќаат лажни авторитети. Не дека ние сме прифаќале, туку не било наметната таа хиерархија. Како да сме немале избор, тоа било тоа, нели тие ни се авторитети, немало многу можеби простор за преговарање. Докторе, еви вас ете машка страна да слушаме на многу озбилни теми од Сабајле. Значи нормално дека авторитетите порано беа прворетки, бидејќи имавме една наставничка или наставник, потоа еден професор, декан или не знам што. Денес имаме, знаете, милион такви и факултети еве и доктори еве, пошто ги спомнавте како нели авторитети кои сами по себе ги намалија критериумите за релевантност. Релевантноста и општеството некако и го спушти нивото на значеност и тоа дома меѓу родителите децата често слушаат ај тој дипломата е купил, пример, карикирам, или значи несвесно или свесно го деградираме пред нашето нели мало дете некој човек кој што ние не знаеме како заврши или професијата. И сето тоа доведе до еден кариес, велам јас, на моралните и етичките концепти на општеството, кој што почна да се базира кон себе, значи централна единка моментално не е семејството, него индивидуата, која што нема да трпи ниту некој авторитет ако не се осеќа добро во негово присуство, ниту некоја особа ако мора да живеат под било какви услови заради надворешното прифаќање. Така да има еден добар, но има и еден лош момент. За жал ја многу често велам, не знам за вас, дека потекнуваме, јас сум југословен, роден во Југославија и некако тие вредности тогаш беа поинакви.
Многу си ја сакам мојата држава, затоа и сум овде, меѓутоа во текот на тоа создавање на една нација ги изгубивме вредностите кои што можевме само да ги прекопираме и да ги транслатираме во нашето време. Како што некои други од поранишните југословенски републики го направи. И сега, ако ви имате еден медицински факултет, малку со моја професија, значи имаше еден медицински факултет, не си имаме три, каде што знаеме и ние како дали е таму критериумот на учење, полагање и завршување на тој факултет. Така. Јас сепак викам оној што го бива ќе се искристализира. Да, меѓутоа во Германија не е така, оно што го бива или малку повеќе го бива од другите, системот ќе го бутне. Нели ќе го побутне, ќе му даде форма, ќе го оформи и ќе го столичи во системот да биде присутен, а не како кај нас кој како се снајде по која линија, нели приватна или некако. Постои ли разлика, Розарија, помеѓу авторитетот и воспитание? Постои. Значи, постојат различни видови на воспитување. Јас највеќе викам дека најдоброто воспитување е она кое што има комбинација од топлина и контрола. Тоа значи дека родителот, па и наставникот е воспитна фигура и ние сме сега тука на некој начин воспитна мас медиум фигура, каде што има топлина, меѓутоа има и контрола, значи постојат граници. И такви генерации се најдобри генерации кои што излегуваат каде што во семејството има баланс. Јас те сакам, меѓутоа мораш, да. И се поставуваат тие правила, за разлика каде што не постои контрола, каде што правиш што сакаш, тогаш тука немаме авторитет. Ако оставиме хаос, безредие, анархија, како родител, како наставник, како вработен, ако мене не ми е битно што се случува, тогаш немам јас авторитет и тогаш имаме безредие. После тоа, ако имаме преголема контрола, тогаш имаме потреба да се наметнеме како авторитет, меѓутоа, каде е тука топлината? Тоа е веќе стравопочет. Да. Тоа е војничкиот стил. Мора, не ми интересира и така натаму. И имаме оној кој што има само топлина, тоа се најчесто мајките, каде што забораваат на онаа контрола, затоа што велат ме боли, исто таа симбиоза ме боли, тоа е мое. И постојат и такви работодавци, постојат и такви наставници, професори, лекари, кои што се многу меки, многу нежни, кои што би било убаво да работат на контролата. Значи, таму каде што имаме баланс, поентата е во балансот. Така. Тоа сега сакав да кажам, да. Тогаш ќе имаме авторитет. Здрав авторитет кој што не е она вештачки наметнат, агресивно поставен и така натаму. Значи, за жал, не може ништо да е идеално, но затоа Вики ни пее за идеали. Е незината најнова песна, видеозаписот ќе го погледнеме на крајот од емисијата. Комплетно твоја авторска песна, музика, текст, аранжман и знам дека имаш уште околу 200, нешто повеќе од 214. Во фиока скриени, го чекаат својот ден, кога ќе излезат и ќе можеме ние да ги слушнеме. Ајде малку повеќе за идеали, како настана. Кои се твоите идеали? Ето, да. И кои се твоите идеали? Моите идеали пред се самата јас. Инаку да, за тие 214 песни, па не се баш сите во фиока, многу голем дел од нив некој излегува веќе малку од фиока. Да, малку дзиркаат сега. Добро. Планирам да ги дадам на мои колеги, за кои што јас сметам дека би им одговарали и дека би можеле да ги изнесат онака како што јас ги имам веќе замислено, додека ги имам пишувано. Идеали е инаку првата песна од мојот албум кој е моментално во завршна фаза и за кој одлучуваме за последните песни кои да бидат, како да бидат, ги преслушуваме. Но еве веќе спомнав дека во овој албум, ова е генерално мојот прв албум за кој што јас направив пресконференција, промоција, каде што идеали е, нели, како што реков, првата песна. Ќе биде многу шарен албумот со многу нови жанрови, многу соработки со мои драги колеги, кои што сметам дека веќе со треба да Сузана Гавазова имаш. Имам, да, но за албумот се потрудив малку повеќе, да најдам некои личности со кои што баш онака сакам да бидат дел од мојата приказна на почетокот, така да може да очекувате нешто многу интересно за многу кратко. Еве излегува и втората песна. Па да, звучи навистина е инспиративно, како што верувам дека за тебе не е мална бројка за тоа кое што си го напишала, но кога сме еве кај шаренилото, ако може така некако да се каже, професор Пеев, што уфаќате пластичната и реконструктивната хирургија? Каде е границата меѓу естетиката
и медицината и кои се најчестите интервенции што ги правите кај вас? Значи, кога ќе се спомне пластична хирургија, веднаш на нас асоцијација генерално на сите луѓе не е естетика, односно убавено и здравје, што веламе убавено и здравје. Меѓутоа, пластичната хирургија коренот и зародишот го има заради потребата да се реконструираат делови од тело кои што заради несреќи или заради медицински индикации биле отстранети, деформирани, изобличени. Така да зборот пластико, што значи нели оформување, го детерминира идејата за пластичната хирургија. Меѓутоа, во тек на тој развој се повеќе се појавуваат нели и потребите на луѓето да си го подобрат својот изглед. И тука доаѓа и вториот дел, естетска хирургија. Реконструктивниот дел, кој што исто е една голема гранка, која што само по себе би можела да биде тотално друго поле, е создавање на, нели, например, града која што фали, или прсти кои што биле исечени, или милион други работи. Да, тука се оние други болести, потребите. Болестите во права смисла на збор. А естетската хирургија е всушност третирање на психата. Јас едноставно така би го нарекол. Не се осеќам задоволна или задоволен со мојот изглед, носот ми е грбав, градите ми се мали, ушите ми се клемпави, што многу често го имам меѓу мали дечиња, нели? И со третирање на тој нели недостаток кој што они го гледаат како многу силен и значаен за својот, нели, за својата самодоверба, и се јавува таа потреби. Тоа се тотално потреби сами од себе, желби, кои што пациентот сам си ги плаќа. Нема овде болен човек. Овде има момент од телото кој што самиот пациент не го прифаќа, да. И самодовербата. И со тоа страда најчесто самодовербата, односно прифаќањето собствено, нели, во секојдневното гледање на себе во огледалото. Им давате ли вие совети ако сметате дека можеби нешто не е толку страшно, но тие сметаат дека треба да се направи? Имаше сега скоро едно девече, значи ни преубави очи како јапонски, како таа не си ги сакаше. Значи дојде со мајка и блефаропластика на 25 години, викам, ама ти сакаш да бидеш како сите останати и гледај ги твоите очи како посебност. Ако се така коси, ако се така специфични, тоа е всушност твојот атрибут кој што треба да го негуваш. А мајката позади вака, нели, она исто не сакаме. Леле. Се сложуваме, знаеш, тука она има право да си го одбере начинот за третман бидејќи е полнолетна. Полнолетна, точно. И така вртевме и вака косова како ти ја носеше долго и викам, чекај, клемпа. И тоа ми пречи. Ајде, викам, тоа може да го работиме, али очите остави. Така да, многу сме ние како доктори, пластични хирурзи, мораме да ја разбереме и психата и позадината. Многу често се психотерапевти, многу често се расправаме за што би било добро за твоето тело, значи 600 кубика гради на некоја грацано девече ќе доведе утре до кифоза, сколиоза и искривување. Значи може и здравствени проблеми да предизвика дополнително, да. Некои моменти они не се свесни, нормално ние сме овде тука, но мора да влеземе во сршта. Многу често тоа е, например, во средните години или после разводи и слично, бара тотално трансформирање. Некоја трансформација. И сега, таа естетска хирургија како таква дојде до едно ниво да зборуваме за longevity, односно за концепт на здрав живот, концепт на убави луѓе во поодминати години, односно млади луѓе да изгледаат младо, иако, например, согласно бројот на годините, но што порано сме научени, треба да изгледаат старо. Така да овде се разви и естетската медицина како гранка, која што, нели, освен хируршкиот дел го вклучува и конзервативниот начин на третирање, значи биоревитализација на кожи, освежување на лице, подмладување на сите делови од телото, но главно, нели, на оно што е прв допир меѓу нашата комуникација, тоа е визуелното и лицето. Розалија, колку кај вас доаѓаат, луѓе кои што наједнаш почнуваат да не се сакаат себе си физички заради можеби не знам, развод или некои други тешки работи што ми се случуваат во животот, какви приказни слушате вие? Животни приказни. Пробувам со ова да го поврзам со надворешниот изглед, каде што има проблем најчесто тоа се аноректичните кои што доаѓаат кај мене. Тоа се зависностите со исхрана. Ако можам да го поврзам со пластичната не знам. Не можам. Пораметување на јадење, тоа е eating disorder, нели? Точно. Како и булимијата, кој што, нели,
Доаѓаат кај мене исто така и многу подебелки сега вака, кои што сметаат дека со операција ќе го решат проблемот. А мотивацијата како главна за липосукција, например мотивацијата како главна алатка за третман на дебелина или слабење, јадење. За обесити, да. Да, тоа им недостасува. И се си велам, вие не можете на секој 6 месеци да доаѓате. Ја можам да ве мотивирам со една липосукција минус 10 кила, па вие да полесно трчате или полесно нели вежбате, меѓутоа главниот концепт е промена на начинот и стилот на живот. Сега прекинав. Не, јас од овој аспект го гледам. За анорексија тие се па многу слаби, Тие се многу слаби, меѓутоа имам момент каде што ставаат гради. Тоа е веќе вашиот дел. Значи, одиме до момент на броење на калории. Одиме до така, броење на калории, изгладнување. Ми се јаде, но ќе преспијам за да ми помине чувството за глад. Ќе се напијам 1 литро Кока-кола за да го исполнам желудникот, за да ми даде чувство дека ми е полн желудникот и дека не ми треба храна, а пред мене е убава жена, преубава жена, значи немам коментар, која што мисли дека не е доволно убава и постојано оди на градите да се направат. Устите, затоа у тој контекст го кажам, устите да се направат. Некое естетско разуповување. Да се затегне тоа, каде што тука не е проблемот дека она не е убава, дека таа не е убава жена. Таа е убава жена. Проблемот е во незината искривена перцепција, каде што дури кога ќе застане пред огледало, она самата, значи клиенти кои што ќе речат, јас сум 4 кила поправена. И се гледа со мала уста. Така, после многу интервенции пак се гледа. Тоа е една состојба. Не сме стигнале до мала уста, уште е голема уста. Да, но она ја гледа мала. Дека сега уште да се стави, пореметување на body dysmorphic disorder. Така, дисморфија, која што е. А дисморфијата е карактеристична за пубертет. И тоа е окей, тоа е развојно. И таму ќе речеме тоа е окей, детето се развива. Меѓутоа, веќе на наша возраст, каде што сме зрели, она има дисморфија и она кажува, значи, јас имам 4 кила повеќе. Ја викам, окей, супер, ти стојат. Не стојат убаво. Значи, таа перцепира искривено. И дали треба да има човек поред таква особа, да секој ден дава комплименти? Не. Не се битни тие комплименти. Не ги ни слушаат? Не допира до нив. Не влегува во тој мајндсет. Најчесто, меѓутоа ние кога работиме тргнуваме без хипотези. Најчесто девојка која што има проблем со анорексија, булимија, најчесто тие знаат во комбинација додат, има проблем со тато, родителската фигура на тато. Така да таа може кај вас 100 пати да дојде и да прави и гради, и фейслифтинг, и не знам, не ги знам термините, меѓутоа сршта е во разрешување на конфликтот зашто мене тато не ме прифатил. Тој може ја прифатил, ама таа си мислела дека некаков проблем. Нешто не е доволно во топлината, во љубовта, во поддршката. Тука има некој конфликт кој што е внатрешно неразрешен. Вики, еве ти како размислуваш на оваа тема? Имаш ли некакво мислење во однос на еве твојата генерација, колку мислите дека сте убави, неубави во однос на она кое што го правите? Па супер прашање, не знам, генерално јас сметам дека сум многу различна од сите останати, како нели сите сме различни на свој начин. И треба да ти се допаѓа, и посебни, да. И јас имав, можам да кажам, некои такви фази моментално во животот каде што си наоѓав некои мани на лицето посебно. Имам правено некои, можам да кажам, некои мали корекции од типот на филери и на ботокс, што не се многу сега онака да се печатливи, да. Што те наведете на тоа? Дали тоа мислеше дека ќе повеќе да им се допаднеш на другите или повеќе заради себе? Заради себе и заради самодовербата и моментот што се бавам со јавна работа и што сметам дека пред се треба да изгледам онака како што заслужува пред се да ме гледа мојата публика и пред екран и морав да коригирам нешто. Ама после се коригирав и во размислувањето и сватив уствари дека колку и да коригираме, секогаш нешто ќе ни фали. Да, посебно во нашите... На време си размислила. Преди докторот ќе потврди, тоа што е карактеристично за јавните личности дека треба да се издвојуваат по нешто барем од останатите, нели, за публиката да ги забележи, запамети, исто е така и со музичките звезди. Ти дефинитивно изгледаш поразлично од останатите кои што се наоѓаат на музичката сцена и тоа е така зашто
поразлично нели си и родена, и мислам дека тоа треба да се негува. И тоа е за поздравување. Многу пати сакав да направам некои корекции што еве јас на пример имав проблем тоа со клемпаво уво, нос, ова, ама гледам дека сега немаш проблем. Косата е фатена, плетенки прекрасни. Добро носиш протеза, убаво се смееш и не ти пречи тоа што е така треба да биде. Тоа сакав да кажам. Сепак тие корекции не се облека, па јас сега да ја се облечам и да можам да облечам нешто друго, тоа останува. И пробувам да ги решам на некој по-прост начин тие проблеми или со самодовербата да ја градам да биде подобра или евентуално да не знам правам некои други работи во животот што успеваат да ми го заменат местото едноставно. Статистиките велат од она кое што го има малку прочитано професоре дека всушност многу повеќе луѓе кои што не се дел од јавниот живот подлегнуваат на естетски зафати, да речеме, типо дали е нос, гради, задник и така натаму, липосукси и така натаму, така натаму. Па, видете, тој интерес е кај нас се све достапно и цените се достапни и многу лесно може да си го дозвола тоа. Веќе нема богата е па иде да се оперира или све е достапно. Се е за сите, демократија, кој што сака може да си прави. Баш така. Сега, и јавните звезди го прават тоа. И они да, секако, но зборам дека ете направена една статистика така што вели зборувани или условно кажано се критикувани во однос на тоа што го направили и да речеме масата смета дека претерале или не претерале. Меѓутоа трендсетери во нашата професија, нели? Кардашијанс, што и да направат, гаки да стават на глава на опачки, однутре сите ќе одат така облечени. Така да тоа е влијанието на социјалните мрежи, влијанието посебно на младата популација, сега ќе те спомнам тебе, како што било тренд, не знам, порано да се фарбаат жените, сега е тренд да имаат филери или тренд да имаат гради. А сите всушност сме посеби од самото раѓање имаме свој личен печат, кој што треба мислам само некако да си го негуваме. Да се негува. Сега очигледни недостатоци, јас сметам дека треба да бидат коригирани, зошто заради правилниот развој на било кое тоа е веќе друго. Битие. Значи посебно еве конкретно за клемпави туши, пошто ги спомна, многу имаме такви, пошто се најчести конгенитални аномалии од раѓање, кои што дечињава се многу бескруполозни при таа комуникација меѓусебна во предшколска или школска, нели, со термини, клапчо, ваков, таков. И тоа им влијае на развојот, на самодовербата им влијае. Исто како, не знам, друга конгенитална аномалија, шестопрста или ностато. Сето тоа влијае за потоа психата на детето, односно на здравата индивидуа да биде пореметена. Да, затоа што не секој е толку отпорен. Има некои деца нели си ставаат бариера и не слушаат. Резилијантните снаги, како ги но некој е почувствителен. Резилијантните снаги се различни кај секој и најчесто децата се многу, еве на предшколска возраст ке доаѓаат ке оперираат уши, се толку мотивирани да они со локална анестезија на 5 години детенца издржува операција. Тоа е толку голем мотив и јас веднаш препознавам кога родителот го тера детето. А кога само има и такви, нели, ама не му се исти ушите, еве скоро имав еден случај, успат од носот и увото, ама викам не го комплексирај детето, значи таткото, значи остави го, не му пречи. Штом не му пречи, немој ти тоа да му наметнуваш, пошто дома тоа што ќе се наметне надвор малце фали да биде потоа проблем. И сега кога сме кај клемпавите уши, Милинче, ја би сакала да прашам, имаше едно размислување кај мајките кога ќе се родат децата дека навистина треба да се внимава како се легнува. Точно, на една па на друга или страна. Или пак тоа е како што е некој деформитет кој што не може да се многу ретко ова го знаат, еве вака, дај Боже поголем број да го слушнат ова, раскавицата на увото во првите неколку месеци е многу пластична. Ја многу заради влијанието на естрогените од мајката што се уште циркулираат во крвотокот на бебето, на детето, новороденото детенце. Така да во првите недели, месеци, доколку ние притискаме на ушињата, иако е оно клемпаво, со надворешна, нели, трака, стегач, самата раскавица има тенденција да си ја завземе новата позиција, да се намести. Значи, али само во првите неколку месеци.
И браво, еве тебе ти успеало и еве за сите идни мајки, родители, значи ако некогаш се случи. Затоа, нели, има дечиња кои што спиеле вака па останува. Исто тоа е, значи само што тоа детенце наместо овој притисок го имале овој притисок и всушност раскавицата се издеформирала во тие критични неколку месеци од почетокот на животот, кога раскавицата е многу плаебал, многу осетлива на нови позиции заради присуството на естрогените. Како тие се излачуваат понатаму, тој одличен совет мислам ова. Да знаат сите оние кои што се млади мајки операции пари. Да. Така. Бидејќи зборуваме цело време за младите, социјалните мрежи исто така ги споменавме на кратко и нивното влијание. Виќе знам дека си многу актуелна и популарна на TikTok мрежата, имаш многу следбеници, многу допаѓања или лајкнувања, ајде така ќе се изразам. Препознатлива си по различни музички стилови, веројатно и затоа многу те сакаат и те следат. Колку тука ти можеби имаш некој предизвик да отидеш во некој правец кој што можеби сега ќе се каеше? Колку тука натежнуваа доброто и лошото во однос на социјалните мрежи кај тебе? Не знам, еве можам да кажам дека да, TikTokот е уствари социјалната мрежа што ме донесе сега да седам овде со вас на оваа маса, бидејќи пред да почнам да снимам за TikTok бев личност која што сакаше да твори во светот на музиката, ама да биде некако анонимна, ако може. А не од едно со друго. Тоа беше периодот со незадоволствата. Тоа беше периодот и некако си реков многу поголеми вредности има во тебе од тоа како изгледаш, дај пружим на луѓето нека видат, сигурно ќе го најдат на вистинското во тебе. Така и почна уствари целата ова приказна. Од типот на патот кој го бара моментално за стилови, за музика, баш ова е тоа време каде што јас си дозволувам да изгубам некое време, некоја година во пронаоѓање на мојот пат, поради тоа што сепак можам да кажам млада сум и тоа како имам што да пружам и што да покажам, така да моментално еве во самиот албум ќе има многу различни песни, многу различни соработки, многу различни стилови, каде што самата публика ќе си покаже уствари што најмногу им се допаѓа од моите изведби. А ти во што најудобно се чувствуваш? Ајде. Јас во се што препознавам и се што можам да разликувам, се е некако јас. Так. Генерално. Па добро, тоа е супер. Сепак можам да кажам дека сум, како што кажа, млада. Дека сум образована личност во светот на музиката, имам завршено нижо музичко средно еве и факултет. Сега си на солопење. Да. Што значи тоа како се познавам себе си она што го знам и мислам дека многу можам да покажам. Браво, ми се допаѓа. Браво. Затоа што уште еве и основно и средно и факултет се некако музика, колку често младите Розалија знаат да се определат уште од рана. Музикотерапија, да. Колку помага? Така се договоривме, психотерапија, музикотерапија, јас сум за крајната линија, за крајна. Значи, кога ништо нема да помогне, доаѓа ножот. Доаѓа ножот. Баш тоа да го зборевме, да направиме некој еклектички пристап. Музиката е многу, како да кажам, тоа е една цела уметност за мене, за луѓето, тоа е едно цело движење, каде што во музиката, како што велиш сега, тоа ми засоцирате, слушам внимателно, има и ваква, има и таква, појма немам каква има, меѓутоа ќе сакам да ја слушнам, затоа што самиот автор, дали е сликар, дали е пејач, дали прави од глина нешто, својот внатрешен свет го материализира, го става надвор. Така да во сите тие музики, тонови, приказната, претпоставам другија пишува приказната, или за моите песни? Текстописец, да. Да, се јас. Се кантавтор. Онда се е твое, значи ти уствари својот внатрешен свет го ставаш на хартија, го пееш и се создава едно дело. Па да, тоа се лични мои ситуации кои што ја само сум ги претворила во стихови. Бидејќи нешто што е генерално мое, нешто што јас самата го имам доживеано и напишано, најлесно е да се пренесе. Некако ти го чувствуваш тоа, не е некој да ти го даде, па сега да пробаш да влезеш во улогата. Ова е многу полесно од тоа. Браво, Вики, ти немаш 21 година. Нешто треба да провериме ние за година во нараѓање.
Розалија задржија мислата затоа што ќе мора да одиме за помалку од минута со реклами, но сакам со тебе да позборуваме и за социјалните мрежи. Знам дека многу од оние кои што доаѓаат кај вас доаѓаат со некакви проблеми како последица од социјалните мрежи, но малку повеќе ќе ни објасниш после рекламите, а тоа ќе биде за многу кратко.